Новиот водовод со кој Тетово требаше да добие доволно вода, ниту е изграден според прописи и стандарди, ниту има технички прием. Досегашната ревизија на проектот покажала дека истиот е нефункционален, обелоденува тетовскиот градоначалник Билјал Касами. Во случајот за жал вреди Марфевиот закон. Значи, кога мислиш дека не може полошо, те очекува полошо. Во ниту еден случај не можев да размислам, а не да очекувам дека водовод кој е сега изграден, во кој се трошени милионски суми, не може да биде функционален. Затоа и се честите дефекти од кои најмногу трпат граѓаните. Периодов делови од градот по цели денови немаат вода, останатите функционираат едва и со рестрикции. Поправаме во едно место, пука на друго место, затоа што целиот проект е со недостатоци. Прво, трасата е смената, во дел кај што има свечиште, второ, според информациите, цевката не е според проектираниот, значи дебелината, односно колку бара треба да издржи, така да има издржани сомневања дека целиот проект е реализиран без потребните стандарди. Ако досега имаше само сомнежи и многу прашања каде се губи тетовската вода и зошто град под планина полна извори е со суви чешми, сега се чини се разјаснуваат работите. Ревизијата на проектот е се уште во тек, но според досегашните информации, најверојатно водоводот нема да може да биде функционален. Ова секако не е добра вест за тетовци, оти веројатно уште долго време додека се најде некое друго решение, водата ќе биде луксус, а рестрикциите секојдневие. Прашање е дали некој ќе одговара за овој криминал и милионските суми потрошени за нов водовод кој не обезбедува вода.